Кога Доналд Трамп се кандидираше за председател во 2016 година, вети дека ќе ја промени миграцијата во САД за да ги спречи терористите од исламските земји. Ќе ги држиме радикалните исламски терористи надвор од нашата земја. 100%. Немаме избор. Откако ја презема функцијата, Трамп забрани патување во САД од 7 мнозински муслимански земји, предизвикувајќи протести и правни последици, вклучително и од Американската унија за граѓански слободи. Ако има реални закани, тие закани треба да се истражат на индивидуална основа. Но не треба да претпоставуваме дека која било група или религија е поопасна од друга група. Забраната за патување стаса и до Врховниот суд на САД, каде конзервативното мнозинство ја потврди, потек кој Трамп го прослави на социјалните мрежи и во Белата куќа. Џо Бајден водеше кампања против забраната за патување на Трамп во 2020 година. Не мора да прифатите председател кој прогласува омраза и отфрвање на муслиманите и лажни забрани за патување за муслиманите. Тој ја укина забраната кога стана председател. Сега, 4 години подоцна, Трамп им рече на подржувачите во сојузната држава Висконсин дека настаните на Блискиот Исток го убедува дека е време за нова забрана за патување. Не ни треба джихад во Соединетите Американски држави. Не ни треба нашите големи градови да станат жаришта на тероризмот. На првиот ден од председателствувањето ќе ја вратам забраната за патување од некои земји, ќе го суспендирам прифаќањето бегалци, ќе ги држам терористите надвор од нашата земја, како што има политика претходно. Во оваа кампања Бајден се залага за придонесот на имигрантите во САД, велејќи им на група донатори на кампањата дека други земји страдале зашто се ксенофобични. Имигрантите не прават посилни, рече Бајден, зашто, цитирам, имаме прилив на работници кои сакаат да бидат тука и тие придонесуваат. Анкета на Харвард и Харис во април покажува дека имиграцијата поврзана со инфлацијата е главно прашање за американските гласачи.